Над 2000, односно третина текстилци се на неизвесен одмор, а седењето дома нив повеќе никогаш не ги загрижувало. Дома сум и не знам што ќе биде понатаму. Работам во добра текстилна фирма, каде работа имаше се до последен момент. Што се промени не знам, но јас и 20 други работнички сме на повик и во крајна неизвестност. Вели текстилна работничка од Штип за телевизија Стар. Според градоначалникот на Кочани Николче Илиев и самиот собственик на текстилна фирма, простор за реална загриженост има. Ситуацијата е прилично критична и дека дел од конфекциите веќе имат затворено, дел најавуваат отпуштање, што значи дека сликата во кочанското стопанство ќе биде навистина лоша во делот на водењето на бизнисот и тоа ќе се одрази и на подолги стази. Јас не го гледам во момент и излезот како сите ќе се справиме со ова. Од друга страна, доколку во парламентот ги немаше партиско-парламентарните игри, а политичарите кон текстилците беа искрени, обзирни и пред се фер, голем процент од сегашната неизвестност, загриженост и домашни стресови со сигурност ќе ги немаше. Каснењето на мерките само може да допринесе поголем број на отпуштања и затварање на компании. Очигледно дека нашите пратеници и покрај договорот меѓу двајцата лидери си ги гледаат партиските интереси. Некои тамо опозицијски пратеници се занесуваат со закон за државјанство бил поважен од тоа што илјадници луѓе ќе останат на улица. Оваа ситуација блиското економско сценарио го прави лесно предвидливо, бидејќи едно е јасно. Ова ќе има несогледиви последици по вработените, индиректно и на целата економија. Да бараат работа кај друг конфекционер, меѓутоа бидејќи кај тие така иста ситуација, ќе биде тешко. Многу луѓе ќе останат без работа. Сето тоа ќе допринесе да се зголемуваат социјалните проблеми кај луѓето, а индиректно сето тоа влијае и на другите аспекти од нашето живење.